Во основното училиште Истикбал во Тетово денес беше пуштено во употреба екоинклузивно игралиште кое е направено со донација на Халкбанк АД Скопје како дел од активностите на проектот Биди Ин, Биди инклузивен, Биди инклудиран, кој е финансиран од Европската унија. Ова игралиште е опремено со модерни и инклузивни справи за вежбање. Дополнително, како дел од донацијата, просторот е уреден хортикултурно, а на зидните површини околу игралиштето се испишани пораки за екологија, прифаќање и соживот. Основните училишта во нашата држава многу често се непристапни и не се комплетно отворени за лицата со попреченост. Нашата идеја да го промениме тоа и новиот закон за основно образование, како што знаете, тоа го наложува во насока на подобрување на пристапноста на основните училишта и ова прво инклузивно игралиште кој што го правиме денеска и го отвараме во основното училиште Истикбал. Особено сме горди што овој пат што нашата работа на полето на подобрување на инклузијата и на состојбата со лицата со попреченост е препознаена и што ја добивме поддршката од Халкбанка, кои што се донатори на ова инклузивно игралиште. Kaliteli eğitim tüm insanlığı за да се утврди потребите на лицата што се со лица со посебни потреби, треба да придонесеме и ние како една финансиска институција, не само ние, туку целото општество за еднаквоста, за да се обезбеди еднаквост во нивното образование и едукација за понатаму. Како што знаете, ние како банка ова година прославуваме 10 годишно на постоење и во рамките на ова, како што знаете, и нашиот мотив во врска со дека важни се луѓето и во тоа насока се обидуваме на не само во да речеме конкретна општина, туку низ целата држава да придонесеме за ваквите проекти. Може би една мала инвестиција, но со огромно големо значење кое што покажува уште еднаш дека ако компаниите како што е Халкбанк во оваа ситуација нивната општествена одговорност ја спроведат во дело, ќе имаме што е можно повеќе вакви инвестиции во градот и во нашата општество во целина. Со оваа донација училиштето и градот добиваат игралиште кое е пристапно и за децата со попреченост, што дополнително придонесува за нивна поголема интеграција во општеството. Истото ќе биде достапно за сите, но со апел на надлежните да го чуваат.